Дами и господа, добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодорска-Спасик и Ненад Јургиевски. Не ми го земај времето, времето ми е поважно од се. Во него има спомени со бели мириси од плави темјани. Не можам да кажам јас дека повеќе од тебе знам. Нема лажно его ни суета. Не би се ставила јас пред тебе, иако подолго од тебе посојам. Вечно од свеќе не вене. Дај барем остави ме да живеам јас со времето и со спомените. Не ми го земај времето, времето ми е поважно од се. Во него имам спомени со бели мириси од плави темјани и си румени. Да ти кажа дека се важи живеам. Ана и Стефан Бетановски, добре ни дојдовте. Како ви беше баш во нова година, ако не работевте, пиевте по дома за вашите? Па ние имавме, мислам, малце беше турбо, дека преку дента, всушност 31-ви, мислам, јуна зад неделата, бевме толку растрчени и вечерта кога дојдовме онака како да не знаевме што со себе, што сега, и отидовме, се дружевме и беше многу убаво и така едноставно ретко искуство, можам да кажам, мислам, нели големо задоволство е зашто е тоа така, ама пак беше така во дружба, во заедништво, убаво. Да, еуфорично. Веројатно сте научени нон-стоп да биде тоа гужва и нон-стоп да биде меѓу луѓе. Знаеш колку е убаво дома да си имаш? Сини, керка, Што ќе свирате, ќе ти пеат. мераци, башите знаат нешто со музика, имаат врска? Па, на време, мислам, двајцата, мислам, во, ако ги прашат и нив, јас, секогаш со музика, добро. мислам, многу се, двајцата во суштина имаат некоја жичка, мислам, музичка, со тоа што мајка ми малце помалку, ама татко ми еден подолг период, да речам, се занимавал со, како хоби, и има свој бенд, се занимавал со пење, со гитара. Прва желба му било бубањ, ама не се остварило тоа. И се префрлил на гитара и така некако. А жичка од каде влече сега? Дедо, прадедо некој? Па не, веројатно така, мислам татко ми од мали сме со музика цело време израснати. И така некако јас од мал, јас ствари од Инает почнав да се. Од Инает? Се шалам. Ајде кажеш што Инает беше. Мислам, Не ми се учеш, а ми се свираш. Од секогаш сакав музика, ама еден ден беше братучет ми дојде на гости и татко ми му покажува нешто видеа со гитара како се свири што. И јас малецок 3-4 години, сакам јас да пробам. Малецок си ти.
Малецок, ќе видите. Ќе видиш уво. Супер старт имавме и добри сте за муавет, но само да им посакаме добро вечер на нашите гледачи. Во нова недела, ново издание Никој како и нова дружба еден час, веќе имавте можност да ги видите и чуете нашите гости. Верувам убаво ќе си поминеме и денеска во на време кое што го имаме на располагање. Вие добро си знаете дека треба да се сместите удобно, да топличко и да уживате овој понеделник со Ката и Ненад. Се надевам дека топлификација ги среди работите и сега имаат парно скупјани. За оние кои што немаат денеска, беше ладно, имавме Ние клима. сме научени на сите предизвици, Ката. Точно. И загаден воздух знаеме како да прочистиме и грејење како да се снајдеме. Ти имаш клима, па пушташ клима, така јас станувам и треба да е топло дома, така си навикна. Гледам, ладно ми е. Пивам парно, ладно. Што е работава сега? И почнам да видам. Кој ова намалил парно? Тоа е тоа, сега викам ќе одам по комши. И на крај сваќам дека уствари цело Скопје имало мак. Да, и многу училишта, така да верувам дека имавте парно дома, Ана? Јас искрено не проверив, толку на брзина излегов. Денес цело време бев надвор и некако не го почувствував. Тоа ма многу луѓе слушнав дека има. А на парно? Да, сме и на парно. Јас немав парно, а сега сватив зошто сум немав. Ете, гледаш? Ја истото. Така. Знаеш, телевизијата, информациите одма ги наоѓа од прва рака. Така. Океј, да си продолжиме онема кога се извинуваме, нели, убав муавет стартуваме, но да си ги поздравиме и гледачите, така ли официјално да почнеме емисијата. И од нас Да, не треба да кажуваме која е причината што сте гости, имено можевме да го чуеме сето тоа и навистина сакаме кога имаме млади надежи, еве млади да ме наречеме не никако млади, па и мене млади можат сте. двајцата да ми бидат син и керка. Да. Да речам. Знаеш, дека можете да ми бидат и син и керка. Да. Па тетка Кате, има, ковака младолика изгледа, се држи, ама тоа, се глупира. Косата ја вади. Така што навистина сакаме кога имаме, нели, нова генерација на музичари, квалитетни музичари. Фала ви за приликата, многу навистина. Зборувавме, начнавме малку како сте почнале, што се почна, малку некои по, нели, работи кои што треба да се истакнат за вас, односно, нели, каде учеше гитарава, што се работиш на 3 години почна и со ништо. кого се работуваше, што правеше, си работите многу проекти, малку ајде за музикава. Само ја да кажам, Ана, кога ја запознав, кога сите рекоа дека најдобро извела кавер на Тоша Проевски. Тоа беше тоа удекнал на представата за Тоша Проевски, што беше? Не, она кога имаше концерт, кога и беше со песни од Тоша и така натаму. Тоа, представата за Тоша. Да, еве баш мислам ако ми дозволите можам баш така да го почнеме. Тоа ние запираме, сега на нас ги дозволуваме. Повели, Ана? Ако дали е текот, увертирата ја направите, продолжете. Стварно беше едно, ти благодарам Ката многу, навистина беше едно многу убаво искуство тоа беше еден концерт многу убав, конкретно беше на 4 јули изминатата година и беше во соработка со Скопско лето и организацијата на Скопско лето имено и многу навистина беше еден голем проект, беше голем предизвик, голема одговорност и таму и практично самиот концерт го имаше називот најдоброто од Копров и бидејќи од скорешната нели соработка која што јас мислам на личен план ја одлучивме со Копров баш таа година и некако беше едно многу убаво обележје на да се оддаде почит на сите оние дела кои што навистина не треба да се заборават и е се еден пламен во нашата музичка естрада и уметност. И навистина беше многу убаво и беше како јас бев во улога на главниот интерпретатор за вечерта и гости исто имаше на концертот што беше едно преубаво искуство, меѓу другото Владо Јаневски и беше многу така едно возбудливо и одговорно искуство, а меѓу другото имаше доста материјал од Тоше Проевски секако и беше една многу убава енергија затоа што буквално луѓе беше како да беше, мислам, и дури сега ми доаѓа малку емотивно кога толку добија на живост песните заедно со гудачите, со бендот, со сите оние кои што буквално почнавме сите да ја чувствуваме толку музиката како буквално Тоше да беше меѓу нас. И многу беше убаво, едноставно така и сега сеќам кога зборувам многу емотивно, прекрасно искуство. Така. А како почна сцена, знам, прочитав нешто дека си почнала да пееш откако знаеш за себе, така некако да. Да, апсолутно, мислам, пеењето ми е од кога навистина од кога знам за себе од многу мала почнав.
Значи ти го бркаше брат ти на гитара. Апсолутно, мислам јас по него навистина многу одлуки, секогаш тоа секаде каде што стигнувам го кажувам затоа што е стварно вистина, јас се ослонувам секогаш на неговиот критериум за се што правиме, особено во однос на музиката. Затоа што едноставно некако сме на мое големо задоволство, секако е имено разговорот од преска за нашите родители, сме растени многу во музика, сме растени со поддршка, затоа што и тоа мислам дека е ретко денес. И многу е важно, затоа што секогаш ни давале безкомпромисна слобода и многу сме имале поддршка на тој план. И кога почнавме прво, мислам да речеме во музички ме води Стефан со гитара и јас со пеење, па да речам првите професионални искуства секако почнаа многу подоцна во мојот живот, меѓутоа од секогаш сме слушале нон-стоп музика, секогаш била музиката меѓу нас. Можеби не на формален начин, да речам, никогаш јас лично не сум заминала на средно или нижото музичко кој што се практикува како солфеж во текот на основните денови од образование. И не сум посегнала на вистина, но тоа нели на еден свој начин секогаш наоѓало пат. До мене секогаш сум го бирала на некој начин. Добро. И сега како се распоредувате? Ајде малку да сега се вакар. Сега имаш соло кариера со брат ти, со бендот. Како да ја пофатиме работата? Ајде, сега ќе раскажеш Тоа е ти. комплицирано, да. Стефан, раскажи, ајде. Слободно да, се се кажеш на темава, да. Мислам, пошто толку стварно имаме пасија и јас конкретно за музика и стално имаме креативни идеи, и јас. И имаме многу проекти, вака расплинати сме на милион страни. Значи имаме бенд кој што си свириме кавери, кој што имаме редовно свирки низ Скопје и низ Македонија генерално. Да ги поздравиме многу. Таму се со Анчи. Потоа имаме, односно Ана има сопствени песни кои што заедно ги работиме. Еве спомена и соработка со Копров, така? Да, со Копров и него да го поздравиме сега. Многу, да, голем поздрав до Копров исто. Кој што усвари заедно, он е композиторот генерално на песните, јас ја работам продукцијата, аранжманот и Ана ги изведува си тие песни, има активно учество на повеќе фестивали, минатата година имаше и сега има некои кои што допрва доаѓаат. И потоа јас имам собствен проект на страна од се останато што е Прогресив рок, така Прогресив рок, да, тоа е инструментален проект, исклучиво гитарски, кој што И како поминува прогресив рок во Македонија или не само во Македонија? Па да, не само во Македонија, тоа е многу интересно бидејќи во тој проект имав многу интересни соработки и генерално дознавам многу луѓе кои што имаат пасија кон таа музика на страна од границите во Македонија, бидејќи како продукт не ни го пласирав толку во тука, бидејќи тука има околу 200 души, да речеме, отприлика кои што тоа е и знаат точно за што се работи, ама на страна од тоа на светски рамки стварно имаше доста прогрес и имав прилика да соработувам со светски познати музичари, со еден саксофонист Џон Вах кој што е со светски бендови настапува, со Ерик Жилет китарист исто што е многу познат, со Дерек Шериниан кој што е клавиатурист на Били Айдол, на Dream Theater и така натаму. И стварно тоа таму ми е вистинската пасија мене лично. Таму си пунам енергија, вамо за да живеам, така? Мора да се адаптира. Мора да се адаптира да работи. И наставник професор по гитара. Професор е, така. Во училиштето Ентерпрайз тоа е многу интересно стварно, бидејќи со мали дечиња има од најмали дечиња од возраст од 8-9 години до 20-21 година кои што веќе се на факултет и стварно е убаво да се види, јас сум таму веќе 6 или 7 година и многу ми е интересно бидејќи тие што сум ги запознал кога биле прва средно, сега се веќе на факултет и се пораснати. А од кога е најубаво да почнат децава кои што ги влечат? Па не, и за своите, нели, но и за сите оние кои што сакаат некаква активност за децата, нели? И гледаат некаков потенцијал. Па добро, сме имале примери кај што доаѓаат од 6-7 години, што според мене Ја мислам ке кажеш 3-4, пошто нели кога ти ќе ти забрана. Не, па како он што почнал 3-4 кога ќе ти речат не може. Ама обично и на тие дечиња генерално не им се пораснати прстињата и многу е проблем на почеток и последно нешто што треба е да го занеќат инструментот поради што е тешко. А буквално после некоја година после тоа од 6-7-8 години веќе малце е подруго бидејќи веќе може да се фати гитарата, да се отсвири, не е толку тешко, не е борење со инструментот. Така што од таа возраст па натаму, али пресудно е тинеџерството, пошто таму секогаш се случува докај 13-14 години таму или конкретно или продолжуваш или така. Епа јас спомнав турската, да е вака
да чуеме, а? Секако, Ајде па ќе преминеме во останалите наши други прашања. Меѓу другото, ова беше, мислам, чисто да спомнам нешто кратко околу песната. Секако. Ова беше премиерно изведено на Охрид Фест изминатата година и е една од македонските numери што ги припремавме, така што сега ќе се представиме. Одиме. Ти подари срце, тука глума нема, научи да љубам. Ти отвори врата, кога бев ја сама, а сега те губам. А се излажа себе, проклета да сум, ме освои со поглед, а сега странци сме. И наместо среќа, тагата е овде, на солзени очи, а срце знае се. Потрошени ноќи, нигде каење, ко сведоци на грех, на солзени очи тве. На солзени очи, а срце знае се, на солзени очи тве. Браво! Браво. Ме подсетуваш, ако смеам. Да, ме подсетуваш по рапавоста, по некаде, по некои тонови на Калиопи, ама ме подсетува малку. Не знам дали некој ти кажал. Благодарам. Многу кажал тоа ми некој? е огромен, мисля, 2-3 пати. Добра. И многу голем комплимент на вистина е и конкретно, мислам, секогаш многу ми значи секој коментар, меѓутоа конкретно Калиопи, компарацијата, да речем, Калиопи и Маја Оџаклиевска ми е како многу поинако ја доживувам, затоа што ми се двете многу големи идоли, на вистина и високи критериуми, не само како музичари, како пејачки. Има толку зад себе и начинот на кој што работат и работната етика и гласот. И на вистина, мислам, стварно не трпи компарација, затоа што се целовидни некои, мислам... Роди се само на пучаток, чекај малце, има време. Апсолутно, само што... Не се правда, ова споредбата е од слушател кој што... Точно, од некој Стварно кој што... многу ми значи. Кој што, да. Друго ми е муабетот, дека татко ви беше во тие води, па немаше проблем околу тоа дека вие почнавте со кавери, со настапи на тој начин да заработувате? Затоа што нели родителите никогаш ќе кажат, ма што ќе правите сега, одете тамо, нешто друго правете, ама еве тој професор, па можеби тамо се барат. Ти ќе бидеш психолог, тоа е идејата? Па јас најискрено мислам, ова ми е професионалната... Или ти сте му заради дома, заради мама. Мамо, ќе ти ја донесам дипломава, Ќе дојдам со уверение во и ред. толку. Па искрено мислам, многу ми е драго што искрено немаше таков момент мислам од родителите. Апсолутно, јас најмногу во суштина причината зошто заминав некако накнадно ми се створи и љубовта спрема психологијата, некако зошто одлучив да одам.
затоа што примарно секако ќе ја бирам музиката и тоа е неспорно, мислам и секако се оградувам, апсолутно си го разбирам факултетот многу сериозно. Да. Меѓутоа, одлуката произлезе од тоа што имаше прекин нагол на смерот каде што јас сакав да одам на музичката академија во тој период. И бидејќи не сакав да изгубам година, мислам, нели, обично се случуваат, нели, некој си бира гап година или слично. Јас лично не сакав, не се одлучив за тоа и сакав да запишам нешто што е исто блиско на мојата природа и како, мислам, нешто што го регистрирам како своја природа, некако блиско на моите афинитети, негде каде што потенцијално ќе се пронајдам. И некако последен момент одлука беше, отидов и стварно воопшто не зажалив, прекрасно е. Меѓутоа сакам да е професионалната моја работа да е пеењето дефинитивно и така ја третирам без разлика што не сум тргнала формално. Дел си исто од Enterprise, само да споменеме. Сега Во моментов, Понов датум, така? Па во моментов мислам ова е ептен Малку скорешно. наставничка си ти. Малку наставничка. Да, малку сум во улога повеќе на асистент, можам да кажам, значи не предавам директно, меѓутоа сум така од скоро исто член од фамилијата на Enterprise, така што многу ми е исто драго и ми е предизвик. Ти си кај вокално пеење. Да, вокално пеење, да, и интерпретација, што е супер и многу Стефана, ти голем. студираш нешто напредно или Јас само имам во... завршена музичка академија, джез академија. Ти си заврши Точно таму кај што работа. треба да си. Јас сум од секогаш и мислам немам средно музичко, јас завршив гимназија, ама од секогаш тие книги, Беркли книгите ги читав и тоа ми беше едва чекав да завршам со обична во часови, за да можам да гимназиското, па да учам. можеш да си учиш нешто што и сакам. така, и тоа некако природно ми беше кај мене и академијата на прва успеав да влезам без Одлично. часови, земање Да. напоредно, ама сите тие книги кои што стварно важат и кои што ги изучувавме таму, јас од претходно бев запознан, сакам да кажам, со материјалот. Не ти беше тешко. И да, ми беше Да. природно едноставно. Токму така. Природно, вика. Виде како, гледаш како Талентирани време. талентирани деца се вика тоа. Така, ај никев деца да ги кажеш. Деца Добро, зашто? за мене Не ви е проблем да сте деца, така? Деца толку многу работи направила. Идеме со нашите прашања. Колку многу сме пораснали. Ја Да не речам сме остареле. Ја ипта. Туку реков дека ќе ја поздравам. Кого? Има една девојка која што ми ја правеше косата во подршка со незината мајка и тетка, се вика Туана. Има само 16 години и на овој начин собира пари за да си ги оствари своите желби. Леле, браво. Преку Секоја чест. правење на... Да, Секоја чест. ова значи се прави со плетенки, така се плете цела моја коса, па потоа се шие едно по едно влакненце од овие сите влакненца што ги гледаш. Не. Тоа трае 7 часа. Мошка! Знаеш што се криеш ти оваа фризура. Ама гледај колку е добра. Туана, многу благодарам и Ева и таа е едно од децата кои што треба да ги споменам. Браво, браво. Кога сме кај таленти, така ли? Талентирани Браво, човек. секогаш сме расположени. Така е. Така да ако има некој кој Ако што има треба некој да го имаме во заинтересиран. емисија, слободно на Инстаграм нека ни пишат во порак. Зошто да не, па еве ќе отвориме можда за таленти, зашто да? Талентирани деца? Да. Ај, топ. Добра е. Ќе се шириме векате малце. Ајде. Не само вака да се шириме. Мислам, Не не вака, за не тебе, се ја шириме, не 20 почнавме со песни. диети. Ќе се шириме со содржини, со Така е. таленти. Имаме ние интересни прашања, секојдневен живот, кои што нели откриваат малку и повеќе за вас во најразлични ситуации, така да ќе биде интересно вака брзински да ги прочешуваме, може ли? Може, Има и брат и сестра, не знам дали одите 20 на купување заедно на шопинг, но како и да е, што најсмешно сте купиле до сега, веројатно, ако не ви текнува, другиот има да каже. За Најсмешно. Ана, Леле, ми текнуваат две ситуации, не па сам добро. што да спомнам. ајде двете. Брзински. Држач за Зашто, за Ана? за како конкретно хот-дог лепчиња. Добра. Значи тоа не знам дали се квалификувам баш како глупост, ама е глупост зашто ништо не е практично. Ама нема врска. Држат за хот-дог За лепчиња. хот-дог лепчиња, да. И го нарачав специјално, бев во странство, си го земав и И така. зашто ти е тој држачот за хот дог лепчиња? Па сега, од ново, јас како да сум знаела, си го чувам микрофонот на тоа. Одеќе наменски. Па Готово. Да. Му најде ти место. Глупоста станала потреба. Ето тоа. Стефан? Не знам, не можам да го надминам ова. Не, Нема да се ова надмина. ова е за сите пари. Добро, ти шо купи? Појма немам што имам купено, што Не рачувате од Кина?
Некогаш. Јас морам Нели, да од сејтови Морам да Јас, признам, многу ретко такви работи правам, пошто генерално немам среќа во тие работи. Секогаш ми стига нешто глупост. Тоа може Ајде, можам глупост, се кажи што ти похвалам, стигна. Како мал, мислам ова. Добро. Имав 16-17 мислам дека години знам за што. и ми стигна, тоест имав нарачан Xbox, нели? Добро. Xbox од Кина, ама нешто смешно, $16, не знам. Да, што е. и се баш да видам што Xbox ќе дојде. И стигна слика од Xbox. Така што, ето зашто не нарачувам. Стефан, браво! Го погодивме прашањето. Држачот победи. Ова е сликава ја победи. Да, сваќам. Држачот, да. Ја предавам титулата. Кога би можеле да имате некоја супер моќ, која би била таа? Да се враќам на ситуации кај што сум изреагирала најглупо на свет. А знаеш така ти изреагираш Се најглупо на извинувам, свет? не во суштина не е вербално да изреагирам, затоа што многу размислувам пред да кажувам, туку општо на пример некогаш си правам свесни глупости кои што знам дека и јас и другиот ќе го ставам можеби во незгодна ситуација и упорно се влегувам во тие шаблони, мислам тоа се више стварна психичка да се наместиш. На психологија си па пута знаеш што ти се случува, добро? И мислам да се навраќам на ситуации, практично да го враќам времето, ако можам да кажам. И да промениш некои работи кои што си ги направила погрешно. Малце да ги сменам, да го сменам начинот на кој што сум се поставила во ситуацијата. Добро. Стефан? Тоа се искуство. Веројатно да се дуплирам, пошто има Не многу можам да работа стигнам. и еве моментално имам оставено една сесија да се работи на Cubase, пошто имам продукција нешто што се занимавам. Така што дефинитивно да се дуплирам, едниот да може да работи во студио, додека другиот е на свирка. Доаѓа на емисија. Ако ја откриеш супер мулти нас Кај, шас ти треба. тука сме во исто. Добро. Кога ми можеле да патувате каде било во светот, каде би отишле? Јас морам Јас да овде кажам. сакам да го додадам и бонус. Значи, каде не сте биле, а сакате да одите и каде ви оставило најголем впечаток? Каде сте биле? Јас каде што сум бил и каде што стварно сакам да се вратам некогаш е Барселона. Многу јас го засакав тој град. Многу еднаш само имам отидено и стварно преубав град, зеленило. Како за тебе створен, Да, така? апсолутно. Јас многу сакам топло, генерално топло време и имам проблем со зима, мислам не сакам баш кога е ладно и кога е во минусни температури, да. И таму е пример, не знам, зимно време, декември 31 со понакви обични јакнички, 19, пошто да, и баш правев со едно другарче муабет што е од таму. Вика, годинава многу ладно за нова година, смрзнавме колку 15 степени. Смрзувачка е 15. Да, шок. Да, ние што сме научени на минус 20, така и Добро, не. значи таму би се вратил, а земја Дефинитивно. каде што би сакал, с која што би сакал да ја посетиш, а Не не си си бил? бил. Па добро, веројатно Токио негде ми на е топло. Токио ми е една дестинација која што ми едноставно не знам, сакам да ја посетам пошто стварно делува интересно, не е ради не знам што би ме Што би очекувало очекувал, таму, да, али едноставно интересна дестинација. Така. Анчи? Јас би сакала многу во Нью Орлинс да одам, не сум била. И исто можеби во Лондон. Тие две дестинации ми се вака сега сакам, ми се доста атракција и многу сакам да го видам начинот на живот Нью Орлинс, особено заради тоа што е толку богат со култура и заради зачетоците на џез музиката, блуз и многу е навистина една посебна локација некако и културата и живоста на градот, а Лондон некако секогаш ми било желба и не сум била на двете локации, меѓутоа една што сум била, а сакам повторно да одам, е дефинитивно Торино во Италија, затоа што некако е многу убав град, а во исто време многу едноставен. Затоа што не е во епицентарот на оние градови кои што се типично италијански. Сакам да кажам, не е премногу туристички град, не е наменет за туристи, е некако навистина добивате впечаток како нормалниот човек живее во и многу некако посебна драж има и би сакала пак да одам. Супер идеи. Да, може като... Ова како спремна да не би. Браво. Која славна личност би ја избрале за ментор и зошто баш неа? Ево е. Погодено прашање. Ајде да те видам сега. Аха, сега Ај сега да те видам, Анчи. Леле. Ако има спремен одговор, Стефан, повели. Да. А мислам дека го има веќе. Да, Ајде. јас мислам стално ми се тие емисии доли од детство, ги нарекол. Едниот е Џон Петручи, тој е гитаристот на Dream Theater, бидејќи во тој бенд они толку време постојат
и никогаш немало никаква драма. Они 40 години веќе активно свират и стално се топ, стално се спремни, свирачки способни до безвес и сите се кога ќе даваат интервју, имаш чувство дека немаат ни еден проблем. Све е безпрекорно, се е перфектно. Така што и вториот човек е Стив Вај, кој што на страна од свирачките способности, он е стварно како човек величина, стварно величина и начинот и знае и има држано сајми за психологија за сите тие работи, така што тие ми се на прва што ми текна. Добра, супер. Анчи? Како јас дефинитивно имам два, да речем, од различен тип на пеење и регистри и аспект ја на мислам жанрови. психологија, еден ќе биде За пеење во двајцата, ама и за психологија може да размислам. Во однос на алтернативното пеење и оние регистри што се нарекуваат фраи, скримови или граулс исто, значи што се поавтентични за прог музиката, за метал и рок светот, дефинитивно Лизи Хейл од Хейлсторм пеачката. Ми е и идол и би сакала да ми е ментор во животот. Стварно, навистина, многу се инспирирам од неа и многу сакам, дефинитивно би сакала премногу да научам. А во однос на светот на соул пеењето, затоа што и тоа некако ми е големо, многу се пронаоѓам практично. Поп соул светот, да речам, дефинитивно или ќе биде Кики Уајет, што е исто една од непознатите, да речам, пеачки во тој свет, меѓутоа е страшна кралица и многу знае и за глас и едноставно би сакала дефинитивно да ми е она така. Ако можам да бирам, да, дефинитивно. Би одела кај неа. Гле, како? Каква чудна навика имате? Да, супер се погоди, баш за вас. Чудна навика, некоја, нели, предпоставуваме што се правиме во текот, ама нешто што прави таа би Нешто што изгледа би било чудно. чудно за нас и за гледачите, а за тебе си е можеби. Чудна навика, Стефан веројатно да стигне на 3 места во исто време. Например. Например. Не, може би имаш нешто друго, не. Што знам навика. Не знам, не се бајле јадам мусли, тоа е. Секој ден? Скоро секој ден, не секој ден. Леле. Мислам, јас во детството бев прилично пополничок. Уште не бев измишен и од тогаш решив здрав Дека нема режим да на бидам исхрана. више. Да, и Добро. прекинав брашно, прекинав шеќер, сите тие работи и од тогаш сум више има па добри 7-8 години. А добре, жив е, значи може. Жив сум, така што и подобро се осеќам од било кога, така што. Значи што не јадеш све? Само брашно, кога ќе ми кажат леле дали сега јадеш месо, нормално, сам јадам све, единствено што имам прекинато е шеќер, комплетно шеќер Добро. и брашно, толку. Чеке брашно, значи не јадеш леп. Да. Значи не Ама јадеш леп интегрално е. тестени, Да. не јадеш грицки веројатно. Не јадам такви И работи. не јадеш благо, тоа е тоа. Толку, многу е Тоа е просто. мојата диета од летоска и си сушив. Сега се вратив пак. Јас почнувам да се За враќам. празниците. Ништо страшно. Не Мора можам да да јадам. не јадам на празниците. Не се Мора да не јадам. Кифлички, он не е јадал кифлички. Кифлички не. А ти јадеш само руска, уствари. Да, Само руска. само руска. Со интегрални Пушеш, кишки. со интегрални кишки. Пона руска. Со сирова торта. Боже. Боже. Сармава како да уклопам. Зашо сарма можеш? Може, Па може, Може, да, сарма да. јаде Само тоа. без лед не е сарма. Зашто можеш? Ако јадеш две, ќе бяка била 4 сарми. Така например, Стефан, така например. Готово. Анчи ти? За чудна навика, јас можев вака размислував стварно, затоа што мислам вака немам некоја ептен што се истакнува да речеме ептен така како навика, ама имам една навика што ја правам со вилицата со устата и вака некако и пред пеење и после пеење. Заради тоа што се случува вие? овде имам малку ми закрцкуваат некогаш и знам дури да го да ги крцкам страните во Добро. суштина, ама и плюс многу во пеење ми се створа тензија, многу често имам склоност за тензија овде и некако во обид да го олеснам, Да си и некако помогнеш. ја отварам устата, ама сум се приметила и на сториња некогаш или на нешто во сред пеење си викам, леле. Зашто вака како мисирче мал. Риба на сило. Ма свадна малку е Абе, така ти има искрено. мака бе, мој Па и јас за тоа ја прашам. Незгодно е. Прашај пријател, ја имам некогаш ме болат овие и така бра. И крцка, вилиците. Зборење? Вилиците ми крцка, многу зборам. А, леле.
Никогаш не тоа така мила. може да мислам. Браво. Да пееме. Најмши. Кое? Не за сонов. За сонов? Не за сонов? Не. Ајде не. Епа која? Ај, кое со хранава, да видиме што ќе јаде овој со муслина. А, да. Кога би можеле, ајде, прашувам. Да, кој може да само една храна, што би одбрале? Муслина. Не. Што би одбрал, Стефан? Па не знам. Мусли. Сигурно месо, сигурно. Мислам, било што можам да Чекај откажам, се, ама- така ќе го формулираме. Храна која што нема да ти се фати ништо. Што би одбрал да јадеш? Нема да ти се фати. Да, нема да Да. ти се фати. Значи храна си ја јадеш, нели, збориме за секој ден. преживување Да, за истото, преживување, нешто сигурно кое месо, што те мислам. остава во иста. Пилешко, дефинитивно. Тоа е. Пилешко секој ден. Мислам секој ден. Скоро секој ден. Не, ова вика секој ден. Ова Па да, вика само една ајде, храна пилешко. која што да Пилешко. Добро. пиле. Јас салати многу сакам. Мислам дека нешто од салата би избрала, ама ако можам да одберам како оброк. Добро. Како оброк се мисли Да, еден да, оброк како еден оброк секој- цело време. Мислам- Сакаме се мисли, Да, иначе. како било? Ако е оброк, Цезар салата веројатно би И јадела. добра, и ја би јадела. Зашто така мислам склопката на Живот да ја Цел видите на живот да ја салата. видите. многу убаво, многу стварно. Се Или согласувам. Да. Или би јадела она кинеската, она љуто, кисело, благо. Да. Секој ден Што Прекрасно. те гледам чудна. Ти не би Абе, јадела? сарма би јадел. Сама секој ден? Да. Ки ти се збукти са. Не, да ти се збогти са нешто сега кој Да, после со сармава липче, па без липче, па така. За така мислиш? Да. Добро. Да се комбинира. Ке Ке певнеме пиеме малце? малце сега. Како ке певнеме малце? Секако. Што се сака? Да певнеме. Ајде да певнеме нешто. Ајде, нешто што? Нешто. Што си сакате? Не, па. Па не знам, можеме, уште некоја краткострофичка рефрен од една исто од авторските. Добро. Ако е кул, ако мислам ја ова конкретно пројде многу убаво, да речем, можам да кажам успешно на еден од фестивалите на кои што бевме заедно. Тоа беше фестивалот Бисер Јадрана. Прв пат одржан минатава година исто 2024 и беше многу интересно и многу ненадејно, некако не очекував. Доби награда за најдобра интерпретација, што беше многу кул. Сега не можеш да не очекуваш Ана сега. Не, ама мислам некако склопот на околности, мислам јас секако си одам со помислата дека окей, нашето ќе си го направиме, Така е, дојдени па сме, што сме дојде, работени. дојде, Да, така е. нормално, секако. Каде? Во Тиват, да, во Тиват. во Не би Црна било Гора. лошо. И баш е интересно, да, ама некако колку повеќе ги гледаш и пеачиве и некако стварно секогаш и пристапувам јас без никакво очекување, бидејќи стварно беше уживање само да си таму, само да запознавам пеачи од други места, градови, други етики на работа, па пеење, занимавање со музика, гледишта стварно беше интересно, така што сега Микрофонот е да твој, пееме. Анчи. редно беше да не зборам многу. Значи. Повелата. Као со и шеćer, као чај и вино, као немирно и мирно. Два смо света, знај, jer ja nisam ta, ti nisi taj. Kao vlakovi na pogrešnom peronu, mi na prvi pogled nismo dobar par. Koga briga što smo savršeni par. I desila se ljubav, razum tu ne vrijedi, noć i mjesec kao ruža i sreli su se pogledi. Jer ljubav uvijek pobjedi, jer ljubav uvijek pobjedi.
Почнали гледачи, правиме мала воздушка со реклами, па се враќаме назад со уште прашања, музика и предизвици. Никој како Ана и Стефан оваа вечер. Мене ми е многу драго што имаме вакви млади луѓе кои што покажуваат дека имаме вистински сили кои што ќе не представат. Прекрасна изведба, да. Кога читав за Ана Петановска, таму вели феноменален глас, нели? Свесна си за тоа што го носиш или се уште не? Јас искрено јас сум прилично самокритичен човек, мислам онака спрема себе најмногу, нормално. Мислам, да, самокритичен. И дефинитивно многу си, не само што си наоѓам не нездрави мани, туку мислам, ситници, да. Ама секогаш може подобро. Имам некој така како некој стандард секогаш што си го бркам со себе. И она што викаат надпревар само со себе е најздрав, нели? Не треба да си со другите. Не е лошо да си самокритичен. Да, апсолутно. Но дали си свесна за квалитетите? Да, во суштина сакав да го во суштина сакав да го кажам повеќе во не сум ни седнала да размислам, да речам онака леле, само што нормално од фидбекот што го добивам и од публиката, начинот на кој што луѓето реагираат, само сум свесна дека треба да продолжи ова вака и ништо никогаш да не се извештач. Затоа што тогаш ја задржува вистинската вредност. Така е, така. Да. Ајде сега таму изгаси ова да не гледаат кои се. Меот тие настапи и се тоа. Ни утрински часови, знаеш како е комплицирано. Ова си ти. На очари стави? Ова си ти. Ајде, чекај, не гледам. Така што? Ке си помагате со тоа што со Дајсон не. Стефан треба да се погоди самиот себе и Ана сама себе. Поставувате прашања за себе самиот, а другиот треба да одговори со да или не. Прашање кои што не може да се одговори со Дајсон. Топ све. Ајде. Погодено. Јас започнам. Дали сум женско? Да. Сега, наизмени, што се кажа? Како оди прво ти? Ајде, добро, женско сум. Дали сум музичар? Да. Дали сум пејачка? Да. Нормално. Сега, од технички аспект. Дали... Дали користам Дали користам мисол? Дали сум настапувала во Борис Трајковски? Да, сигурно, претпоставувам, да. Добро. И добро прашање беше ова. Добро. Дали сум настапувала со оркестар? Сега во скоро. Во скоро. Сега пред многу скоро. Не знам. Аха, добро. А ти алудираш кон некој? Јас више имам идеја. Па кажи го името, па ако не, ќе одиме на следно место. Јас се двоумев меѓу, едно ќе кажам, мислам Каролина. Не. Добро. Па тогаш ајде, ти прашај си нешто, може кој ќе. Дали сум музичар? Да. Опа. Да, си. Дали сум машко? Си. Добро, дали сум од Македонија? Си, сеньор. Да, од Македонија си плюс. Дали сум пејач? Не. Ама и пее. Ама и да, ама звањето основно не ти е. Мислам дека Дека знаеш? претпоставувам. Ајде. Така ја Владко Стефанов. Ама тоа издаде дека малци пее. Да. Јас почнав на категорично радикално. Знаем дека ќе погодиш, да. Јас не знам. Ајде. Да, окей. Дали да. Чи пела во Борис Трајковски? Дали? Да. Пела во добро. Да, Борис Трајковски. Добро. Дали имам длабок глас? Длабок. Мислам длабок, дали имам полн така глас или сум повеќе сопран? Полн глас наликува. Многу комплицираш сега. Калиопи? Да! Много комплицираш се. Ама не рече технички. Браво, чека да вратам Технички. ја. Одлично, супер. Сега одиме со ова.
Одиме сега на прашање, да. Добро. А после уште една игра. И додуше вие се подинамични, побрзи прашања, табличките ќе ви требаат со да и со не. Не тие, овие таблички. Со да и со не. Значи одговарате да и не, а ако имате нешто да надополните, одма надополнувате. А ако не, одиме на следно. Може? Може. Ето така. Почнуваш? Да, ма јас ќе измислам едно прашање сега, а со актуелната состојба. Ајде. Дали ќе ви пречи доколку се забрани TikTok во Македонија? Дали ќе имате проблем со забрана во TikTok во Македонија? Добро, пошто е актуелно. Не? Јако. Да. Добро. Ова е 11. Сега има 10 регуларни. Дали пиете расол? Не. Знаете што е расол? Да, така? расол не. Добро. Азелка кисела не јадат? Сарма? Како, јас јадам, ама не... А салата од со зелена? Да, секако. Да, секако, само што како расолница... Не. Солница не. Добро. Дали некојаш сте испратиле погрешна порака на погрешна личност? Да? Тоа е малата генерација. И што се случува? Што се случило, Ана? Кај мене не беше до толку трагично, искрено, само што повеќе беше во манир, таков многу, затоа што мислев дека на најдобра другарка пишувам, а пишував на Не толку добро, друга. на директорка на училиште. И мило, не беше злато. Леле. И малце беше така незгодно, Ана тука е директорката. Добро. И ништо, мислам, не, после се извадив извинете многу на другарка, пишав, нема проблем, се гледаме на часови. Добро. Така беше интересно. Не било страшно. Не беше страшно, фала Богу. Ништо не е драматично кај мене, пошто со ученици од школото, што се многу ученици, се сега дури преку 150 број училиштето. 150 има гитара? Не само гитара. Не само гитара воопшто, добро. Ама пошто пишуваме цело време, Така се доста допишува. често се случува во таа група се пратило ова, таа информација, овој файл, така што. Така е со групите. Дали никогаш сте отишле непоканети на свадба? Не? Сте сгрешиле ден, нешто? Со вашите нешто? Не? Доста ретко, мислам, сме И одене. одиме на свадба. Да, и одиме. Повеќе како помали до душа, сега од Кога скоро моравте? нормално. Кога ве носеа вакви? Не носеа. бе, нова генерација не оди на свадба. Нормално, а се уште, мислам, немаме, например, еве, од друштво во некој, мислам, се уште си се, нели, статус дечко, Млади, девојка. уште, да. И не сме имали вака се, мислам, Кој ги доста врзете ретко. после свадбите? После, да, секој период. Да, секој може и викенд само на да отидам свадба. на место недела. Да, може секој викенд на свадба. Се Цело се друштво случува, се да. вако. Добро, дали зборувате со животни? Овде се мисли, нели, има луѓе кои што ќе отиде. Кај си ти? Е, зашто, шо, да не избориш со твојот куќа? Не зборам, како не зборам. Ја мислам дека никад нема да прозборам со живот. Па прозборам. И што им зборува? На Да, пола не, пола. да, не. И само кај си ти? Куќе. Јас многу сакам животни, обожавам животни. И си збориш? И онака, мислам, многу ми се мили, драги и секогаш, мислам, дури имам чувство некогаш дека стварно ме разбираат, мислам, зашто по однесувањето, Да. особено мачки, зашто сте стварно доста интелигентни и имам маче во моментов чувам. И некако и со нејзе си правам муабета. Што и ми правиш обично- муавет? Па, кај си ти? Добра ли си? Душа мила. Како терапија си го Да, купиш. да. Дека си Ја мачите запамча. да ми ги Не, па, кажеш. Мачата ја да памча. Си ја сваќам како детенце и неќам да ја замарам многу често и не и правам. А Стефан зашо не да? Па не, додека имав, мислам јас додека живеев со моите, имавме и лабрадор, чувавме и И? тоа е, мислам, таков створ мислиш дека уште што не збори кога ќе те Да, погледне да, и доста често така и за Они со поглед се разбира. Да, ама и разбира се, пример, стои, застани, ајде и за јадење, сакаш надвор, само надвор да се спомни, Да, ама и Е, па и Да, тоа е да се шекна, зборуваш да, со да, животни. шекна, сакаш шекна, надвор. да, Кој да. има животно зборува? на страна од тоа не знам, не ми иде природно, пример, така ќе видам некој. Животинче да Животни прозборам. сестра ми Да, се да, говори со Ора, мачка. сите ги собира. Сите кутринја на Дали штидите? Ајде да видиме нова генерација. Да. Па да, јас многу бирам за кај ќе ги трошам парите генерално. Мислам дека во некој од еден аспект си трошам, си дозволувам конкретно кога станува збор за храна, пример, или за генерални потреби во музички контекст, за опрема за едно за друго, ама на страна од тоа
некогаш гледам, тоест 99% од времето гледам рационално, дали ми треба вистински ќе застанам, пример со брзите сајтови со све и ќе излезат милион такви работи, сега чекај малце. Дали стварно ми треба ова или не ми треба или е само во моментот. Така што во тој аспект доста Со штедени пари се викат. Ако тргнеш натаму, ако го избркаш сајтот, Ако ти запушти прстот, Ана, и ти штедиш? Јас исто штедам прилично, мислам така, се што си имам приливи, фала Богу, нели, од активностите, и од свирките, и од работата, нели, сега одново, нели, на неколку страни, си штедам и исто така, мислам, сличен мајндсет, дефинитивно, мислам, дека имаме по тоа, дека, стварно, мислам, онака баш размислувам така, дали вистински ми треба, сега јас многу повеќе потпаѓам нешто кој ми се допаѓа ептен или ама тоа не е премногу од времето, така да или доста од својата опрема си имам инвестирано, одскоро баш набавував некои мастер класови онлайн што се зимаат, купувавме карти за концерт, така што такви некои интересни. Тоа се добри работи. Штедам за нешто што ми е потребно, Тоа е нормално. инвестирање во себе самиот, така ако сакаш некого да видиш што е. Така. Не би требало веројатно да штедиш на тоа, Да, така нели? апсолутно, да. Секако штедиш за нешто, за билет за концерт, за инструмент, патување, за инструмент, да се приуштиш и на себе и на блиските. Не е штедање само банка и биткоини да купуваш така. Како ќе подпорасне. Добро, одите заедно на шопинг, како брат и сестра. Ако се погодиме во Рамстор, например, двајцата, што преше? Ама чекај сега, не сте заедно, сега сте сам по сам? Да, јас живеам со моите се уште, он си одскоро си, мислам одскоро, не? има и години. Да, година и... Значи ти се шириш дома кај Јас. се ослободи од брат. Феникс. Да, многу е, досадно е многу често. Стефан? Не, ама јас повеќе ради потреби, бидејќи доаѓа уште тогаш, уште додека бев со моите, доаѓа луѓе да снимаат и сега малце незгодно, со родители треба да планираш. Така, а ни едно време, така, луѓето. А тебе ти недостига, брат? Да, стварно. Што обично мислам дека по некако носталгично е тој што останува во домот, каде што биле заедно, каде што нели ги врзува спомени. Ај другиот се оцелен, нели, види во тинеџерски години малку после тоа кој можност има. Додуша во Македонија само не е случај тоа, нели убаво е кога малку ќе се тргне на страна. И верувам дека они таа возбуда сега сами така натаму не е толку сентиментален. А она е останата со незините. И сега, нели, тука каде што циркулирале сите заедно, одеднаш брати го нема. Затоа ја прашам во тој контекст. Да, дефинитивно недостасува со тоа што, нели, мислам, стварно дури чудно ми беше колку не мислев дека ќе го преживеам така воопшто, но толку ми беше чудно еден цел период, си викам човече, ја не знам, нели, како и празно одеднаш и нема и мислам така таа секојдневна комуникација. Па добро и тоа е, па види, некако основната. Ама па тука ти е, не ти е оцелен некаде далеку, така да можеш да му се... Може да му се јавиш и да отидеш кај него. Стефан, шо упреш доаѓам. Да, па така и функционира. Да се вселиш. Секогаш можеш да бираш каде да преспиеш. Дефинитивно повеќе бенефити имам. Дали никогаш ви украле новчаник? Да? Да, не. Не? Барем не се сеќавам. Анче ти вратија нешто или? Па еднаш беше стварно незгодно и тоа беше најнеочекувано еднаш во Турција додека бев на патување и тоа е нели најмасовно. Да, ептен беше. Ама тогаш уште бев, мислам, немав своја картичка, така што тие банкарскиот дел за затварање картички не го избегнав, мислам, на среќа. Ама документи имав и плюс парите нели што ми преостанале, меѓутоа за среќа тогаш имав тргнато на страна во куфер посебно за секој случај за да имам и некако беше убав совет. Да. Така што за секој беше случај не ги некако носете сите пари со вас на шопинг или на кај да одите. Од овие актуелни теми, дали ова година имавте температура? Во смисла дали бе настинати? Пошто сите се болни. Пошто сега периодот сите се болни, па да видиме вие со го пројдов и јас тој. Оваа зид генерација дали верува во магии? Тоа ни е последното прашање во овој дел. Магии, како... Да, како никој ти направил нешто, живи. Да, во тој пат. Јас верувам во енергии, дека, мислам, енергии во контекст
дека секој од нас има нешто што носи, дека Да. се чувствуваме едни со други. Пример, буквално во соба кога си со некој можеш да ја чувствуваш неговата енергија. Едноставно ти прија некој да е Така е. околу тебе или не ти прија. Тоа да, ама маги лично јас не. Не. Да, апсолутно, и тоа апсолутно се согласувам, истиот став го имам со тоа што мислам дека во тоа што веруваме му дава на тоа многу поголема сила. И мислам, самото наше инвестирање, нели, како луѓе си веруваш во, ако имаш надеж, едноставно тие работи ни го диктираат начинот на кој што размислуваме и дефинитивно јас, на пример, лично верувам многу дека постои, дека не е ништо случајно, прво секако, и дека постои енергија, дека ние сите сме створени од тоа, едноставно постои магнетизам, начин на кој што преку тоа се поврзуваме, меѓутоа конкретно уроци, пороци, да речеме магии, не верувам. Добро. Гледаш? Убав одговор. Убави одговори, Ај брзо да се браво. нацртате како се гледате како предмет едниот Едниот и за према другиот. Ти како го гледаш брат ти, како го гледаш предмет. 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 Нацртај како предмет. Ајде одмah. Брзо нема време, имате 20 секунди за 20 тоа. секунди за Ајде, цртање. дече. Цртај. Стефан рече, не цртал од не Да, знам со од тоа. кога. Немам црта, чекај, ова ли? Со тоа, да. Со тоа. Да, да. Добро. Тебе Јас ти немам пишува, цртано а? од четврто Да, оделение, така што ова. Ако не ти пишува за никој другиот. Ако не е лилата, Од виолетовиот. четврто одделение немаш цртано? Се шалам, не знам Па дали ќе. добро, нормално. Прстите за свирење ги користиш. И тоа е уметност. Како предметот, казно како предмет. Како предмет, Јас да, го да. смислив. Што предмет е сестра ти брзо да Ти не ти нацрташ? беше тешко да. Не, не, Опа, беше, така те уште си гледа. гледа. Имам уметнички дојам. Ако си готова, кревај табличката, да видиме. Да го Што инспирираш, предмет е, може. брат? Оп, и ке ни кажеш што ова некоја кутија? Да, ова е како, мислам, го замислувам како Музичка свој кутија. собствен, може, да, джубокс. Може секако да се толкува и како джубокс и како, мислам, ова конкретно карактерно го кажам, затоа што он е доста затворен тип и доста интроверт, ама има толку големо срце и толку пасијата и љубовта и се што прави е внатре и само треба некој да е доволно по некој критериум практично да го присвои за да влезе, затоа што има само еден влез. Види сестра како Браво, тоа. Анчи, О, браво. Браво. Те инспирираш доволно, Стефан. Па ќе видиме сега. Знаеш што? Малце дзирна, малце признавам дзирна. Како Нојман ја гледаш сестра ти. Како Нојман ја гледам сестра. Според сликава на Нојман ке личи микрофон, така ли? Еве, ја гледам како студиски Уси, микрофон. закашав. Студиски микрофон, сврти се во табличка. Што може било што да А види испее. како пробива натаму. Дури ме подсети на кој микрофон. Браво, браво. Горе, Да, да, да. Добро. Океј. Имаме време за пење? Ма за ништо немаме, ама ќе најдеме. Ајде малку до рефрен. Како За вика да до се рефрен? подсетиме на тоа како изгледаше тоа во Како беше, каде беше местото каде што се Во слушаше македонска опера и балет? Да. Ајде, одма без многу зборување. Ајде, ајде. Фрли поглед преку рамо ако одиш. Сакам да ти питам патот кој те води. Како сували се згази ме под себе. Ништо не е грубо ако е од тебе. Пушти насмев меѓу прамени од злато. Еден поглед меѓу трепкија на длабок. Божен случајно забавено и филмски. Само ракам подај ми тајно стисни по тебе. Кај што газеш твојот поглед бахнува. Моето срце ставки ти одбројува. Гори надежде да дојде твојот чекор кон мене да појде по тебе. Кај што газеш твојот поглед бакнува. Моето срце ставки ти одбројува. Гори надежде да дојде твојот чекор кон мене да појде по тебе.
Ana i Stefan Petanovski денеска не дружеа ни пееа и уживавме заедно со нивната музика и се она што тие го споделија во нашата емисија. Фала ви. Да, и толку имаме време да ви кажеме, само продолжете така. Да. Фала ви многу Фала ви и на поканата. фала ви премногу за приликата. И пак да ни дојдете. А ние се гледаше гледаме пак да утре. пуштите утре Телма. 17:15. Се Не гледаме. заборавајте, се гледаме. Чао, чао. Чао, чао. Одлично.